Биткоин од прв пат надмина вредност од $81,000, поттикнат од поддршката на новоизбраниот председател Доналд Трамп за дигиталните средства и можноста за конгрес со законодавци наклонети на криптото. Трамп беше прогласен за победник во Аризона, освојувајќи ги сите 7 клучни држави во САД. Неговата одлучна победа на председателските избори предизвика славење во индустријата за дигитални средства, која потроши над $100 милиони за поддршка на различни кандидати што се пријателски настроени кон криптовалутите. Ватикан лансираше нови услуги со вештачка интелигенција за базиликата Свети Петар, обезбедувајќи виртуелен пристап до нејзините архитектонски богатства од ренесансната ера. Новите искуства беа представени вчера, навреме за прославата на Светата година, односно јубилеот на католичката црква во 2025 година, кој се слави секој четврт век. Новите искуства беа представени вчера, навреме за прославата на Светата година, односно јубилеот на католичката црква во 2025 година, кој се слави секој четврт век. Неколку авиокомпании ги прекинаа летовите за Хаити откако беше пукано во американски патнички авион при обидот да слета во Порт-о-Пренс. Летот 951 на Spirit Airlines од Форт Лодердейл, Флорида беше пренасочен кон соседната Доминиканска република, каде безбедно слета на аеродромот во Сантијаго. Стюардесата се здобила со полесни повреди, се вели во соопштението на авиокомпанијата и се додава дека нема повредени патници. Полицијата во Канада трага по крадец кој го прегазил сопственикот додека крадел Порше. Снимката од надзорната камера од влезната врата на сопственикот на Поршето го открива лицето на крадецот кој се преправал дека е заинтересиран муштерија. А потоа по тест возењето успешно го украл Поршето и бегајќи го прегазил сопственикот.